Викендов во Тешево на некои 14 километри од Ресен, а 880 метри од Преспа, за прв пат се организираше фестивалот Запознае Преспа. Двудневната манифестација која имаше за цел да ги сплоти младите од соседството, пред се нашата земја, Грција и Албанија, изобилуваше со разноразни активности за подобро запознавање на традицијата, храната и културата во Преспанскиот регион. Во текот на вчерашниот ден, при првото пристигнување на екипата на 1 ТВ на неколку километри од Ресен, поточно во селото Царов двор, ја имаше приликата да се дружи на неофицијална средба со амбасадорите и единствена можност да разговара со амбасадорката на Швајцарија, Сибил Техада, и амбасадорката на Црнагора, Марија Петровиќ, околу бавините со кои може да се пофали Преспа, но и за традиционалната македонска храна. So, how do you like being here? I love it because it's so fresh here. We are under a very nice cherry tree in the shade, and it's really like a bit of a breeze. It's beautiful. It's nice here. What do you think about Macedonian food in general? Well, in general, I like it a lot. I like it a lot because it is natural food. It's mainly homemade food. So I like the variety of the food you have here. We have nice pies. You have a lot of vegetables, fruits, and everything is usually freshly prepared. I like it a lot. Do you have a favorite one? The favorite ones are the pies. So you have different varieties of pies, and I'm looking forward to taste the pie they are preparing at my backside. Gömleza? Gömleza. Okay, so I've tried this a year ago, and I found it delicious. Yeah, I do. What about the drinks or the sweets? I like the drinks. You know, when I came to first came to North Macedonia, and I was offered for the start a rakia. I said, no, how can I have a rakia for the start? But be careful. Meanwhile, I'm asking for rakia. So where is the rakia when I come to a place? Because well, this is a nice tradition, and I really got used to it, and I like it. Кога се зборува за храна, некако со тешко срце погледнуваме натаму, само да не фатиме од сепо нешто кога е сервирано на оваа трпеза. Мене ме интересира кој е вашето милено јадење. Pa teško pitanje. Ja uživam u ovoj zemlji, uživam u svim specijalitetiima, u gostoprimstvu vašeg naroda i veliki sam gurman. I najveći izazov će mi biti sačuvati liniju ovdje svakako, a najmilije je jelo vrlo teško, znači može i meso i povrće, sve. Имате пробано ова традиционално јадење гјомлеза? Ne, sad je prilika. Да. И дали нешто правите по дома, некој македонско јадење? Ranije jesam. Ajvar, pinđur, zimnica, da. To je nešto što je omiljeno. To jest. Како ви се допаѓа овој крај од Македонија, Преспа? Predivno, očaravajuće, zaista. Prirodne ljepote, jedna oaza mira. Znala sam da je lijepo, ali ovako da je lijepo nisam očekivala. Zaista uživam. Денеска субав повод во Преспа и кај вас на гости и многу ми драго што не примивте и топло не пречекавте со ваква македонска храна, па еве малку да ни кажете што се подготвувате за нас. Добар ден и од мене и добре дојдовте. Секако секоја сте добре дојдени. Моментално се наоѓаме на фармата Спиритов Преспа, каде што неофицијално заедно со дипломатскиот кор ја започнуваме манифестацијата Запознаја Преспа. Секако, тука бидејќи ни е езерото, тука се прекрасните риби од Преспанското езеро, како најпопуларен преспанскиот краб кој се спрема, морам да ви кажам, и мора да пробате на многу начини. Можеме ли да направиме исклучок? Ова не го планиравме, меѓутоа да пробаме заедно како веќе изгледа и како можеме да ја вкусиме оваа риба. Можем? Заедно? Ајде, вие први, па потоа јас. Дегустацијата на традиционалната преспанска храна беше дел и во вториот ден од планираните активности. Преспанчани се покажаа како пријатни и топли домаќини, па подготвија богата трпеза со вкусни домашни јадења, каде ѓомлезето и крапот, како традиционални за прекрасната Преспа, беа омилени за дегустација кај сите гости, пријатели и важни функционери, но и за тимот на Ексклузив. Колку време ви требаше сега сето ова да го подготвите? Па 1-2 сати. Секој одделно или?
Секојделно. Ајде јас нешто да пробам, што ќе ми предложите? Што сакате? Што Ајде нешто, од се по нешто малку да ми ставите јас да дегустирам, бидејќи тоа ми е денеска работата, да ги пробаме преспанчани колку се добри во се тоа што го подготвуваат. Да пробаме од се? Да дегустираме? Ова што е? Млечник. Аха, добро. Ова шлама, Добро. ова со сирење, мафини. Так. Тоа е благо? Не. Не е благо? Еве вака, ова е Тоа е солено. ова е соварено тесто. Так. Албански специјалитет. Значи, најпрвин сакам да ви ги представам овие топчиња од јаболко. Ова е само јаболко. Можете да пробате. Значи, нешто единствено што го има само во Преспа и тоа ни е како бренд. Ајде да пробате. Во мириса, морам да признам. Што си имам натре? Само јаболка и шекер од озгора. Ајде, молим те, пробај. Многу е добро. Посетиноста во Преспа од домашни и странски туристи најде на пријатно изненадување кај организаторите, со што се потикна нова желба за повторно сплотување и дружење, а воедно и негување на фестивалскиот дух.